Благодарам. Господине Јашари, предходно ве слушав во вашата реплика и јас ги познавам вашите квалитети, колку вие познавате право и во колку работи сте учествували. Меѓутоа, не побитен е фактот дека не може да нема пратеничката група на опозицијата сомнеш околу носењето на ваков закон во скратена постапка, а да нема некоја цел. Значи, тука да не се лажем. Сега овде може пратениците на ВМРО ДПМН да го читаат образложението на законот и да укажуваат дека усогласување некакво е. Ама јас, толку закони се усогласувале наеднаш овој, на некому да му текни, по скратена постапка вака да го носи, на седница каде што се дава оставката на премиерот Груевски, до вчерашниот премиер, пардон, не мислам дека е случајно. Апсолутно не мислам дека е случајно. Сомнежот кој што е цело време предизвикан и насочен према работењето на специјално јавно обвинителство останува. Тоа можеме да го видиме во изминатиот период, тоа можеме да го видиме и во изминатите денови, тоа можеме да го видиме и денеска, и од утре натаму и сите изјави поред кои што се претходно давани. Ова измена и да е усогласување како што велите вие, целосно. Како тоа сега во овој момент се најде во овој период? Овде имаше скандалозна одлука во собрание донесено за негово распуштање. И после неговото распуштање и работење, вие предложивте закон за јавно-обвинителска служба, каде што се менува членови, каде што као небитен члени се спомнуваат овде кафе куварки, архивари и не знам што, као не можеле да ја кочат. Не, тоа е своевиден притисок врз работата на специјалното јавно обвинителство, која што очигледно ја го оптеретува ВМРО ДПМН и ДУИ. Почитувани граѓани, јавно сакам од оваа говорница да изјавам, овој закон кој што се предлага во ова собрание е директен акт и блокада на работењето на специјалното јавно обвинителство од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ. И ништо поинако. Тоа имавме прилика да го видиме и денес со некаква си седница на закажување на Советот за јавни обвинители, каде што ќе требало специјалниот јавен обвинител да дава отчет за неговото работење. Тоа се гледа пред неполни 3 недели кога имаше поднесен овде закон за јавна обвинителска служба на барање на специјалното јавно обвинителство од страна на пратеничката група на опозицијата, кој што без ниту еден аргумент од страна на парламентарното мнозинство беше отфрлен. И затоа да не се залажуваме дека има случајност. Прво, во политиката нема случајност. Второ, потезите кои што сега ВМРО ДПМН е во очај ги влечи, вклучително и таа фамозно катастрофална неуставна одлука донесена во понеделникот. Се бегање од тоа како да се најде начин да специјалното јавно обвинителство не функционира. И сега, јас не велам дека ова е кизна колку може би голема работа. Меѓутоа таа блокада се однесува тоа да специјалното јавно обвинителство во даден момент биде пресретнато, па да не може да има технички персонал, па да не може да работи, да не функционира, па да не може да се распишуваат огласи, па да се измислуваат услови, критериуми и така натаму. Меѓутоа, дел по дел, тоа тактички во ВМРО ДПМН и ДУИ го работи, како се повеќе и повеќе да биде отежнета улогата на специјалното јавно обвинителство. И затоа, после сите потези, барањето, сега председателот на собрание една дилема ми разреши, тоа морам јавно да го кажам, дека во среда ќе биде финансискиот план. Ама не може цело време да функционира јавното обвинителство специјалното врз база на притисок и врз база на некакви барања. Тоа мора да функционира врз база на она што му е него согласно законот кој што огромно парламентарно мнозинство му даде поддршка овде. Како побрзо и поефективно во тие 18 месеци согласно законот ја заврши својата работа. Даде јавно обвинителски одлуки, дали некој ќе биде под обвинение, дали некој нема да биде под обвинение. Тоа се јавно обвинителски одлуки кои што согласно изјавата која што ја даде специјалниот јавен обвинител, најкасно до март месец треба да излезат првите. Јас се надевам можеби и побрзо. Очигледно е стравот, блокадата која што цело време се прави. Беше спомнат претходно законот за заштита на сведоци. Зошто во скратена постапка заради усогласување и таму со законот за јавно обвинителство, каде како што Зврлевски има право да повикува заштитени сведоци, не ја овозможиме на господјата Јанева да повикува исто. Изјавите нејзини колку што слушав беа дека многу има луѓе кои што се заинтересирани за да бидат заштитени сведоци. Затоа мислам дека цело време од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ е декларативно како вие се борите против некаков криминал и корупција. Како вие овозможувате да работи специјалното јавно обвинителство и како тоа главно треба да го реши случајот Пуч. Ќе ги реши случајот Пуч и еден куп други 27-8 кривични пријави кои што се поднесени од страна на опозицијата во претходниот период. Значи блокадата која што во континуитет на многу перфиден начин
и се прави на специјалниот јавен обвинител, се однесува на тоа да таа колку што може се занимава со други работи кои што во дадената ситуација тука едино можам да се согласам со господинот Дибовски дека да, техничкиот персонал не го решава обвинението, не го решава гонењето, меѓутоа техничкиот персонал е битен и не треба воопшто специјалниот јавен обвинител да се занимава. Дали било Тојфел, дали било Аптис, дали било што. Повикувањето на Аптис на членот 2 кој што ви е одличен изговор за како да направите, да изнајдете начин да специјалното јавно обвинителство на одреден начин се занимава со други работи, со небитни работи и да не може да функционира. Очигледно е потребата, бидејќи цело време, значи беше пуштен сега финансов план тука. Значи цело време како нов орган специјалното јавно обвинителство има своји барања. Изјавите на сите 4 лидери при гласањето, после гласањето изборот на специјалниот јавен обвинител беа дека ќе се овозможи се вклучително изјавата на министерот за финансии, дека ќе се овозможи да специјалниот јавен обвинител со сите нејзини барања нема да се кочи неговата работа, едноставно ќе се остави на рајат, без непристрасно и независно функционира и како што треба и нормално изнесе со одлуки, ако ги има, јавно обвинителсни одлуки, а секако дека ќе ги има, затоа што и да е против никого не се води постапка, треба да биде тоа соопштено како одлука, бидејќи поднесени се 27 кривични пријави со сите материјали кои што се од страна на опозицијата однесени таму. И сега денес се измислува причина, ден, односно два после така нареченото распуштање на ова собрание, да биде повикана таа. Значи, мислевте ви ја решивме опозицијата во понеделникот, со притисок за распуштање на парламентот, дајте сега следниот чекор, она што најмногу ве боли, а тоа е специјалното јавно обвинителство. Е така вие во континуитет, само со притисок мислите дека. Значи ставот на СДСМ експлицитно беше соопштен вчера. Остануваме на договорот од пржино. Јас овој закон го гледам како притисок, колку што може уште повеќе и повеќе, како и за дик, како и за се наназад, да го кочите спроведувањето на договорот. Овде сега со атак врз специјалното измислуваме сега усогласување. Пазете во скратена постапка. Па може многу закони во скратена постапка со ова да се усогласат, како тоа на некому сега му истекна во владата, јавна обвинителска служба да усогласува со закон за административни службеници и тоа да биде повик овде. И да се правиме сите како тоа ништо не се случува во оваа држава. Овој закон, тврдам и убеден сум, и ја убедувам целата македонска јавност, дека не е случајно дојден во ова собрание. Да, под изговор на некакво усогласување. И тоа е најлесен начин. Тоа е кочница врз база на тоа како треба да работи не јавното обвинителство, не Сврлевски. Тој ако работел, ќе сработел. Имаше 27 кривични пријави од февруари месец кои што до предавањето до специјалното јавно обвинителство не ги ни чепна. Освен што направија ситуација да некаков суд таму каже дека прислушкуваните разговори не се веродостојни докази. Е тоа само вие го направивте. И да иде премиерот тука и на анкетната комисија да мафта со некакви листови дека прислушкуваните разговори се лепени, сечени и не се веродостоен доказ за постапка било каква против него и против сите оние министри кои што се фатени во прислушкуваните разговори, не како прислушкувани разговори, туку за своевиден криминал кој што во изминатиот период го имаат направено. Е таа е целта, тоа е континуитет. Нема честна намера за спроведување на договорот од пржино. Два моменти се битни. Тоа е опозицијата како да се исфрли од игра и како да се исфрли специјалниот јавен обвинител. Тука никој никого не може. Затоа вие се дрзнавте да донесете одлука за само распуштање. Невидена во светот, невиден скандал и катастрофа направивте со тоа. Ја не знам дали овој уставен суд во Република Македонија до толку заспан и да не реагира и макар и на допрен глас. Или треба некој случајна иницијатива да поднесе, со цел да подхитно биде таа одлука укината. Каде тоа? Затоа зборувам, кога правам паралела меѓу, затоа што во тие потези не е случајно. Она одлука не е таа одлука од преку ноќ. Да не се лажем. Или по овој закон за јавна обвинителска служба, дека туку од така е од преку ноќ. Како се повеќе и повеќе притисок да се прави врз специјалното обвинителство, така и така го носите и овој закон. На секој можен начин, како да не изфрлите од игра, нема да ви успее. Ние бетониравме одлуки на Централен одбор синоќа и нема бегање од нив. Тоа може овде да се поздравуваме, да зборуваме колку е добро што опозицијата е внатре. Тие се завршени работи. 24 април е за нас абсолвирана и завршена работа. И тука немаме бегање од таа работа. Нити е 2013, ова нити 2014. Таа работа заврши. Може само умот да ве лаже.
дека некој ќе подлегне на било каков притисок. Вие државата ја носите во катастрофа. Тоа имам да ви го соопштам. Имате 30 дена, колку од толку, со својата свест и совест, покажете дека малку од малку има во вас патриотизам. За да покажете дека стварно ја сакате оваа држава. Со сите потези кои што ги правите, убеден сум, од ден на ден се повеќе и повеќе. Сум убеден. Зошто правите ова? По секоја цена да останете и да го најдете начин како да биде укинато. Дали согласно Уставниот суд или со неработење некој кој што Советот најавил, замислете онај Совет за јавни обвинители, ќе оценува Катица Јанева 4 месеци избрана, дали работела често и онај катастрофален Совет за јавни обвинители. Мислам дека до толку немој да очекувате дека сме наивни и дека ви веруваме на тоа дека ова е честна намера усогласување на закон. Мислам, ова ни мали деца не го веруваат. Не граѓаните на Македонија. Граѓаните Македонија знаат зошто вие вакви закони давате и внесувате во собраниска процедура. Дајте да овозможиме со се. Идејата на тоа барање кое што го имавме пред 2-3 недели беше точно да тој закон на барање на специјалното јавно обвинителство, колку што може му се даде поголема можност преку таа јавно обвинителска служба да функционира. Вие го одбивте, па чекавте, па калкулиравте. Потоа, сега, после катастрофалната, како што кажав, одлука за распуштање на собранието, сега во скратена постапка ни пуштате ваков закон. Ова е срамно. Ова е еден дел како тоа сето да се покрие оставката на Груевски. Не сме ние мутави, ние многу добро сите проценки добро ги направивме. И затоа ние одлуки прочитајте ги. Јас многу ве повикувам, поготово вас од ВМРО ДПМН, многу внимателно да ги почитате одлуките кои што се донесени на Централниот одбор. Многу јасно ќе ви стане каков став има СДСМ и опозицијата по прашањето на ова се во изминатиот период што го правите. Со вакви работи се повеќе и повеќе државата ја носите во катастрофа. Почитувани граѓани, ова е денес уште еден обид на ВМРО ДПМН и ДУИ да и направи политичка штета на државата со тоа што ќе изнајде начин како да уште повеќе ја отежни работата на специјалното јавно обвинителство и нема друго. Тоа е притисокот денес кој што требаше као некој состанок таму на Советот за јавни обвинители да дава отчет Јанева за низиното работење. Тоа е овој закон за јавно обвинителска служба под наводници усогласување. Во суштина може би усогласување, меѓутоа начин како во овој момент да вие ја отежнете работата и тоа специјално јавно обвинителство да не работи. На таков начин, за жал, вие овде функционирате. И тоа државата најмногу. Овде не станува збор само за опозиција. Овде не станува збор за СДСМ. Овде станува збор за граѓаните, на кои што вие и на народот, на кои што цело време се повикувате како многу ве сака. Ова е срамота. Блокадата што ја правите, покажувате дека во ниеден момент само бајки сте пишувале во вашите преродби, дека сте за борба против корупција и криминал. За никаква борба не сте. Како гледате начин сега, низ евентуално само организирани сами избори, одбегнете некоја политичка предправна борба, така слушав денови по медиуми, дека се води во моментот. Правната борба никој не смее да избегне во држава за било кого. За било кого, за било кој поединец. Не за Груевски само. Не за Груевски, за било кого. Затоа мора правната служба да биде завршена до крај. Да, слободно, јас не чекам за аболицијата, да, слободно. Така да, уште еднаш, размислете што прават. Мислам дека најдете начин, не го гласајте овој закон. Ова е катастрофа. Ова што го правите е чиста блокада на работењето на специјалното јавно обвинителство. И овој закон мора да најдете начин или да го одложите, или да го повлечете на доработка. Затоа или тргнете го, за да имаме верба дека и по 3 месеци, 4, не знам колку, тој еден нов парламентарен состав за вакво усогласување најлесно да направи. Не гледам хитна потреба дека до денот е денес, во скратена постапка, шверцерски вака, упикувате кога Груевски требаше оставка да си дај. Благодарам.